А сега време е за музика. Господинот Евто Попиновски е веќе во нашето студио. Се до 9 часот и 30 минути ќе се дружиме со него. Јас сум му многу благодарна што е тој тука. Ќе си разговараме, но претходно ќе слушнеме музика, музичка numera. То од Евто Попиновски оставам избор режија. Ако сега почнам јас да ги набројувам Тинка, Катинке, јас слушнавте, уживавте. Јас и му кажав на господинот Евто Попиновски, од кога е оваа музичка numera, од како бев помала? Народски кажано, 80 и која? Па 86-та. 86-та, па за убаво си кажав? Некој повеќе помал бил, некој повеќе. Некој повеќе повозрасен. Туѓа си безкрајно. Лихни да кајче веслаше. Прости ми душа моја. Многу хитови оставивте и ги имаме, Зоро уживаме. моја зорице. Еј со добро вино. Така. Или ето и со блага ова песната Кажи. може се. Така, дуетот.
кои си го имате. Да, многу хитови и верувајте дека благодарни сме ви за тоа. И тука ќе ве повикам и вас, почитувани наши, доколку сакате да се јавите, да разговарате со нас, слободно можете. Уживавте во Тинке Катинке, тука ја имаме и гитарата, ја понесе со себе господине од Тефто, многу сум му благодарна за тоа. И ќе си разговараме. Како да го започнеме разговорот за музиката и за големите хитови? Па еве, значи да заокружиме колку години поминаа, вие сте на македонската музичка сцена каде што оставивте и те како длабок печат. Па ето, сега не знам кој период да се земе. Обично јас го земам периодот 86-та, после Валандово, инаку јас и пред тоа бев доста длабоко со музиката, или јас би рекол музиката е нешто најблиското од кај човечкиот род од кога ќе се роди. Значи, звуците и музиката човечкиот род чувствуваат, да не речем уште, ето, после раѓањето. Така е. Така да може да се каже дека сум некаде на 45 години веќе со музиката. Многу години, но прекрасно изгледате и да сте жив и здрав уште многу долги години да ни оставате вакви убави хитови какви што ги имаме. А ете како вие предизвикувате веднаш внимание кај гледачите, затоа што веќе ги имаме на телефонската линија. Добро утро. Ало. Слободанка, успеавте да ме расположите, открива Паланка, Славица. Тинке, Катинке, сега ќе ве расположиме уште повеќе. Ето си го поздравувам многу, тој ми беше гост, јас си га почитувам од одамна, он ме знае убаво. Нека е жив и здрав да си продолжи, да го служи здравието, голем поздрав до него, до неговата фамилија, а најповеќе до тебе фризурата ти е супер, што да облечеш свети убаво. Денес за мојата фризура, да. Само жива и здрава, поздрав. Само тоа најважно. Многу ви благодарам што се јави. Само јас имам добра фризура. Така, да. И моја фризура е модерна. Модерна е, па да, во последно време трендовска и модерна фризура. Вие го следите трендот, така. Да. 3 сина имате. Покрај музиката и она што е исто така при срце и она. Но никој со музиката? Ни еден со музика, за жал. За жал, инаку... Добро, не беа таленти за музика, не ги... Вака. Можеме да зборуваме за многу професии, значи навистина многу, кои можат и така и вака да се научат, ама за музиката јас секогаш кога ќе зборувам за ова потенцирам. Единствена е музиката која ако немаш талент, едноставно не може да ја научиш. Така е. Значи, едноставно. Така. Така да, ако немаш чувството за такт, ако немаш за таа метрика, ако немаш за мелодика чувството. Гитарата во раце, па да видиме сега чувството од утринските часови. Добро, какво ќе ни биде, за да ние уживаме во звуците и на гитарата. И јас морам ова да го кажам, кога јас прв пат вас ве слушнав во живо како пеете, останав без зборови. Само Добро, тоа. Чувството е прекрасно да ве слуша човек, на вистина. Нешто сте наш гостин. Јас секогаш кажувам од срце тоа што го мислам. И наискрено. Што песна? Тоа ќе оставам на вас. Тоа ќе оставам на вас. Може ли лихни да се оглед на тоа дека ете толку е убав и стар хит со кој сите сме уживале? Таа не е само хит, тоа е докажан балкански хит. Безвременска песна. Балкански хит докажан. Така. Ја украдоа во соседството? За жал, многу имат украдено, пред се бугарите. Не можеме да се бориме со нив за да со авторските права и слично? Па вака, постапката, значи, треба сега да најдам адвокат, бугарин мора да биде, значи, постапката би требало да се води таму. Инаку, да верувам дека, бидејќи се тие во Европска Унија, дека тоа не би било толков голем проблем да се реши. Ја украдоа Лихнида, но Лихнида е наша на Евто Попиновски. Ајде сега да слушнеме како ја изведува. Одма до Лихнида има Сакам да сум крај тебе, рефренот го украле комплет. Сакам да ти влезам во срцето. Мојата песна е тоа. Тарариде. Па ајде неа да е. Ајде. Значи, комплет го украле и веќе има таму преслушување некаде 2,5 милиони. Ето и уште еден проблем, значи, кој што треба да го решавам. Ке го решиме, јас се надевам дека ќе го решиме. Хајде.
pod prisena gradive, da ja setiš ta возбуда. I to je ogan što ne zapira, da go zgasniš vo sebe si. Sakam da ti vlezam vo srce to, noke da ti spijam vo oči te, tajno da ti umram vo duša ta. Sakam da sam kraj tebe. Sakam da ti vlezam vo srce to, noke da ti spijam vo oči te, tajno da ti umram vo duša ta. Sakam da sam kraj tebe. Има уште. Ма прекрасно, прекрасно и многу ви благодарам што ме почестивте со мојата песна. Тоа е моја песна. Тоа е за вас и за сите. Благодарам за гледачите. Се разбира, ги имаме на телефонската линија. Ајде и со нив да се контактираме, затоа што тоа е и вашата публика. Добро утро. Дали се слушаме? Ајде, режија, проверете дали имаме гледач. Сега, имаме досега и многу концерти, публиката навистина многу ве сака, направивте, да кажам, лом на македонската музичка сцена со хитовите, каде што секаде ви се пеат по сите забави. Но она што е многу интересно, вие сте толку години на сцена, а младите, и тоа е нели најубавото нешто. Генерациите и оние младите ги знаат вашите песни. Тоа е она со што може да се гордеете. Има работи со кои треба да се фалиме. Има и да се жалиме. И да се жалиме. Еве, јас малку се жалев сега. Па добро, и јас би се жалела на ваше место. Едноставно ќе ја укради песната и никому ништо. Инаку, точно, би сакал да кажам, што значи еден композитор, пееш да има хит. Хит, не хитови. Да. Значи, многу композитори, пејачи, ќе им помени целиот работен век и целиот век, а да немаат ни еден хит. Да, така е. Или, еве, кој има од младиве хит, компониран, не препеано, она, од празно во шуплјо. Ве разбирам, како добро ве разбирам. Генерално, значи, многу е тешко да се има хит. А кога сме кај хитовите, да, довршете мислата. Па јас ги имам вака хитови. Колку сте скромен кога велите јас ги имам вака, ги иматите колку многу. Добро. Но тоа е доблеста кај еден естраден уметник. Скромноста. Точно, задоволството е толку пати појако и посилно што ето младите генерации тоа го прифатија. Со нив извонредно комуницирам, нормално, преку силата на песната. Така е. Инаку јас, ако одиме генерацијски, ние немаме никаква врска, освен ова многу силна врска. Сега тука, на задоволство, песните ги знаат младите, песните се, значи, на задоволство на сите кои ги конзумираат, експлоатираат, така да се се без коментар. Ама, кога ќе дојде да се пазариме, значи, за нас, македонциве, нема пари, а за оние таму има, морам да го кажам тоа. Да. Па ние сме го имале како тема тоа. Сакам да ја нагласам. Не смееме еднаш, зашто се во ова ни се враќат многу опасно, ни се враќат и ни се враќат во целокупниот наш живот. Така е. Значи, мора да не бидеме дволични. Одавде, мене некој кој ќе ми каже легендо, јас во моментот ме фаќа нервоза. Легендите наши умреа
како најобични смртници. Значи, да се определиме. Ако нешто ви е, Господа, добро, немојте да имате резерва, и да го правите најлошото. Така Своето да не си го цените. Значи, себе си да не си Јас цените. многу ве почитувам. Добро, ако е искрено. Инаку, Да, најискрено, затоа сте и тука. Јас кажав, кога некој ќе ми каже легендо, готово. Така, да ве разбирам. Ако се воздржаме, добро. Кога сме кај младите, навистина и како остави голема трага, туѓа си бескрено, но и прости ми душо моја. Јас кога во текот на вчерашниот ден навистина не знав за кои песни да се одлучам, меѓутоа ајде. Туѓа си бескрено, ќе слушнеме во продолжение, па повторно после ќе ни отсвири нешто господинот Јас искрено мислев нешто да ви испеам, нешто Ајде. ето од Слободно од можете. новите песни. Слободно можете. али еве во друга прилика, ево ќе одиме, нека биде. Нашата света куќа, нашето огниште, тука си бевме срекни, тука си растевме, и нашето дрво расте на старото скришно место, кај што се љубевме. И наеднаш се ке згасне, летото ке се смири, кавал ке засвири. За една судбина, оној што силно љуби, мора да губи, туѓа си бескрајно. За една судбина, оној што силно љуби, мора да губи, туѓа си бескрајно. Оној што силно љуби, мора да губи, туѓа си бескрајно. Секоја ви чест. Ова е најновиот албум, така, Носталгија, Да. на Евто Пупиновски. Ке ни отсвирите, имаме време. До 9:30 се дружиме да ни отсвирите нешто ново. Па сакав за... Па ке имате можност, па Бела затоа... Рада. Па Една зошто да приказна. не? Да, имаме никогаш, пат сгрешила Бела Рада, спомен за марето. На пусто острово не се седи на два стола. Кате, Каќуша, така? Кате Каќуша, да. Благослов, ајде да ги поделиме, Султан Илјада Роси. Кој се работеше на албумов? Па, јас во... Во делот на компонирањето, на текстовите? Компонирањето има, нека да се јавувам како комплет и текст и аранжман. А меѓу другите, значи, како аранжер е Саша Ливрински и текстописци Тања колешката, Тања Џубокс. Тања од македонската телевизија, Да. Тања Петровска. Петровска, да. Добро. Значи пишува и да. текстови, браво за Тања. Убаво? Да. И се создаде новиот албум. А сега Да. да слушнеме нешто од новиот албум. Повака имам една песна, еден текст, Ваш? интересен. Да, пат сгрешила Бела Рада. Кај го сгрешила патот Бела Рада? Сега го сгрешила, али во соигра на околностите ми се допаднало што го сгрешила патот. Така, ајде да слушнеме за што се работи. Пат сгрешила Бела Рада, мома млада, да бере црно грозје, па ми пошла Добро. Бела Рада, лоњето, во лозието Бела Рада, Мартиново, па ми влегла Бела Рада во лозието Бела Рада, Мартиново. Стои поче
Ако сакаш да ја вратам, ке ти демам. Сакам твоето бело лице да го љубам. Ако сакаш да ја вратам, ке ти кажам. Сакам твоето бело лице да го љубам. И така натака. Браво, сепак е нов албум. Значи Многу се- текстови. Колку Да, текстови текстот имате добро, песни не што ги треба да знаете? замерат. Не, апсолутно Инаку- не. Јас вака, вие рековте дека овие ќе ни ги подарите нам. Меѓутоа, јас со оглед на тоа дека јас многу си ги сакам и почитувам нашите гледачи, едно од најновиот албум, Вака, не мора едно. едно, две, од нека мене- се, да, ќе од поделиме мене и нека на бидат- гледачите. Нека бидат 4. Од мене. Нека бидат 4. Ке поделиме на вас, гледачите. Ова е, значи, најновиот албум на господинот Евто Попиновски, насловен Носталгија. Значи, имаме гледач. Добро утро. Добар ден, добро утро. Добро утро, повелете. Многу го поздравувам господин Евто Пупиновски. Благодарам. Од време го слушам. Многу ја сакам Лихнида кајче веслаше. Добро. Многу убава песна. Благодарност што е во телевизијата, во емисијата, затоа што е прекрасен пејач. Така, многу убаво Благодарам. кажавте, како да сте на моје место, да ви кажам. Така, многу убаво. Албумот господјо, оди ке- во прави раце. Милка Джепич. Добро, оставете податоци во режија, тука е албумот, повелете да си специјално дојдете. Ајде, за да, господја Милка Лихни да кајче веслаш. ајде. Лихни да кајче веслаше по Охридското езеро. Наспроти незе рибари, 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 стари другари. Рибари, стари другари, кротко веслајте кајчето, да не ми правите бранови, бранови, рацете да си одмора. Лихни да кајче веслаше по Охридското езеро. Тивко си песна пеше, билја на платно белеше. Лихни да кајче веслаше по Охридското езеро. Тивко си песна пеше, билја на платно белеше. Тоа е тој вокал и тоа е тој моćен глас кој може да се почувствува. Како ми е мене убаво, можам да замислам и на нашите гледачи. Имаме гледач? Доделуваме, значи, најновиот албум на господинот Евто Попиновски, Носталгија со преубави песни. Добро утро. Ало, добро утро. Добро утро. Сакам само да пофалам каков дует е ова. Прекрасен. Јас не можам да не запеам и да не заиграм на музика. Ала Оливера. Да. Значи, се најубаво Не на можам да вас и стојам на вака. вашиот гостин. Благодарам. Сметам дека Евто Попиновски е па еден од најдобрите вокали воопшто во Македонија. Така е. И Благодарам. нека ни е жив и здрав и само нека ни дава хитчиња.
Така, Благодарам. многу убаво. Многу Да сте убаво живи и кажавте здрави. и многу ви благодарам што не следите. Албумот оди кај вас, оставете само податоци во режија. Тука сме ние, телевизија 24, она што е ваше, си е ваше и ќе си го земете. Еве гледате и самите колку си имате публика. Знаете како, ова е само едно наговестување дека ние во продолжение ќе се дружиме многу почесто и со повеќе минути може некаде да започнеме од 8 часот и 30 минути или од 8 и 15 па до 9 часот и 30 минути. И јас ќе си ги оставам гледачите, вашата публика, да комуницира и да се дружи со вас и ете вака да ги слушаме звуците на гитарата и вашиот преубав. Навистина убаво кажа гледачот. Еден од најмоćните вокалисти во нашата земја и многу сме ви благодарни. Само што можеме да ви посакаме многу здравие. Па да сме Да живи ве и здрави, служи и па само хитови да се редат. ние сме на јас и сите оние кои што ги слушаат нормално моите песни, сме на иста релација. Така. Значи, тие без мене не се во овој смисол ништо, јас без нисум исто така ништо. Така. Затоа што ако нешто им се допадни, тогаш целото тоа нешто си има смисол. Значи, ние сме едно. Никогаш не се уморивте од музиката, никогаш не се уморивте Не. од гитарата. Секогаш, во секое време, еве, и во Не, утринските часови, како сте вие распијан и расположен. Па вака многу пеачи би рекли, кај ме најде сега. Да, тоа е вистина. Наутро. Е вака сега. Браво за ова, тоа е да им- вистина. јас Не сум распеан. Да им препорачам. јас. Така, ајде. Значи вака. Јас цел живот, значи, вежбам пеење. Гитара свиркам, дрндам во онолку ја ме интересира колку што мене ми треба. Така. Или во оваа прилика чисто ето да. Али пеењето тука, значи, прво знам што е добро пеење, што треба да се вежба за да се одржува гласот, да се усовршуваат и колку треба да се вежбат, каде, како и зошто. Јас тоа го правам до последно. И да го правите. Значи, ако тие тоа го прават, во еден момент нема некоја разлика, сабајле било, навечер било. Или, често јас кажувам, човек не може да побегне од себе. На прашањето, се уште сум со музиката. Да. Јас поминав дури и професии, како професии ни животот, поминав армија, поминав бизнис, приватен, 15 на години, сето тоа успешно. Поминав, начнав една, така да ја кажам, политика, али во еден момент Без човек музиката. не може да побегне од себе. А е така. Ето. Тука завршуваме. Многу ви благодарам што одвоивте време, што значи ветуваме на гледачите и на публиката дека повторно и почесто ќе се гледаме. Ќе се гледаме. Може ли да завршиме со прости ми душа моја? Добро. Ајде, тука јас ќе се одјавам. Секој добро почитувани, благодарам што сте со нас, уживајте. Прости ми душо моја, за ноките не спани. Твојата врела солза нек ме изгори. Секогаш беше добра, таква и остани. Некога што ми ја чуеш, она нашата, заиграј, пушти срце, крени ја чашата. Јас морам сам да одам со своите немири. Ми беше добра вила, таква и остана.